Музеот Теракота од Виница е домаќин и организатор на изложбата на пафти, токи и колани од етнолошката збирка на Националната установа Завод и музеот Штип, што беше отворена во изложбениот салон на Домот на културата Тошо Арсов. Настанот е дел од програмата за одбележување на 81 година од ослободувањето на Виница, а приредувач на изложбата е вишиот кустос Бети Иванова од Штипскиот музеј. На отворањето беше нагласено дека пред виничката публика е изложен само дел од збирката пафти, токи и колани што ги поседува музеот. При тоа, тие не се само украс на женската традиционална носија, туку се и символи и сведоци на идентитетот и убавината вткаени во македонскиот етнос. Тоа не подсетува кои сме и од каде доаѓаме, не повикува да го чуваме и да го пренесуваме наследството што ни било оставено со љубов и мака, со визија и достоинство. Затоа оваа изложба нека биде потсетник и инспирација да продолжиме да го негуваме она кој не дефинира. Зашто минатото не е само прашина, тоа е патоказ. Обраќање пред присутните имаше авторката на изложбата Иванова, која нагласи дека збирката брои околу 300 парчиња накит од метал и монистра. Тоа се прекрасни и вредни занечиски изработки кои се највпечатлив накит на женската народна носија и градската женска облека што се носела од 19 век па се до средината на 20 век. Се забележува богата орнаментика од растителни, разнородни стилизирани мотиви на цвеќиња, гранчиња и лозички и исто така се ткаени геометриските мотиви од кои најзастапен е кругот, ромбот, цик-цак линијата и други. Кај некои од нив, иако ретко, се забележуваат и мотиви на животни и луѓе. Што се однесува пак до орнаментиката, таа изобилува со различна символика и значење, преку која се препознаваат верските определби и народните верувања, но покрај тоа се препознава и социјалниот и економскиот статус на оној кој што го носи. Носењето и украсувањето со накит и неговата различност воедно го истакнува соединувањето, поврзувањето и преминот од еден во друг животен циклус на жената, символизирајќи ја главно плодноста и заштитата на жената. Во рамки на изложбата настапија и млади музичари под водство на Димитар Харалампиев, кои на традиционални инструменти исполнија неколку обработки на македонски фолклорни мотиви. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.